Добро дојдовте во урбаните вести. Вестите денеска ги започнуваме со информацијата за осветувањето на црквата Свети Архангел Гаврил. Црквата ја освети архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во присуство на голем број верници, меѓу кои градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Со вестите започнуваме веднаш по генералната најава. Град Скопје најавува голема еколошка акција. Отворена канцеларија на управата за водење матични книги во општина Аеродром. Од денеска до четврток во домот на РМ, прв саем на иновации и патенти во Македонија. Гостин во урбани вести, градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин. Стотици работници два пати годишно на пролет и на есен ќе го расчистуваат Скопје и скопските општини од насобраниот шут и смет. Прва ќе се чисти општина Бутал, со што се очекува да се намали и загадувањето на воздухот. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов денеска најави дека од четврток почнува голема акција за чистење на главниот град. За таа цел градот во соработка со Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика ќе ангажира невработени лица, кои заедно со надлежните јавни предпријатија ќе ја спроведат оваа акција. Ова е една од краткорочните мерки против загадувањето на Скопје оваа зима. Евидентно е дека загадувањето се должи и на наталожената прашина на нашите улици, која што со години стои неисчистена. Планираме таа прашина да ја тргнеме од улиците. Секоја општина со целата своја механизација, заедно со градските јавни предпријатија и ангажираните лица, ќе се чисти во точно определени денови. Акцијата ќе започне од општина Бутал, а потоа ќе продолжи во сите скопски општини. Според предвидената динамика на работа, работниците ќе се задржуваат по 2 дена во секоја општина. Акцијата за чистење на Скопје ќе се реализира секоја есен и пролет и предвидено е да стане традиционална. Започнуваме на 23, 24, 11 во општина Бутел, четврток и петок оваа недела, општина Шуто Оризари 24 и 25, општина Чаир 26 и 27, општина Газибаба 28 и 29, општина Аеродром на 30 11, општина Аеродром на општина Кисела Вода на 1 12, 1 и 2 заедно со општина Аеродром, општина Центар на 3 и 4, општина Карпош на 5 и 6, општина Ѓорче Петров на 7 и 8 и општина Сарај на 8 и 9 12 и кејот на реката Вардар планираме некаде од 10 декември. Во зависност од временските прилики може да има поместување на овој план. Ги повикувам сите граѓани, сите општествено одговорни фирми, институции и невладини организации да ни се приклучат и да помогнат во оваа акција. Од денеска жителите на општина Аеродром ќе можат да поднесуваат и да подигнуваат изводи од матичната евиденција во услужната канцеларија, што денеска беше отворена во просториите на општината. Како што информираше градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин, целта на овој проект е да се приближат институциите на државната управа до граѓаните и нивните потреби. Граѓаните на општина Аеродром од денеска ќе може да поднесуваат и да подигнуваат изводи од матичната евиденција во услужната канцеларија, што денеска беше отворена во просториите на општината. На денешното отворање на канцеларијата присуствуваше и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и директорот на управата за водење на матичните книги Ѓоко Котевски. Со ова практично се реализира соработката помеѓу управата и општината. Како што информираше градоначалникот, општина Аеродром е прва општина која го реализира овој проект со кој на граѓаните им се заштедуваат време и пари, а ќе се избегнат и турканиците пред шалтерите за добивање на документ од матичната евиденција. Покрај изводите од матичните книги ќе може да се извадат и венчаници и умреници. Со тоа општината ја доближуваме до граѓаните и ќе ги лишиме граѓаните од непотребно чекање на редици по другите институции. Со отворањето на оваа канцеларија се реализира иницијативата институциите да им се доближат на граѓаните до нивните домови или работни места. Од друга страна, во управата за водење на матичните книги се намалува притисокот во подрачното оделение Скопје, кое е најголемо матично подрачје во Македонија. Жителите на општина Аеродром, кои се родени во другите градови на Република Македонија, нема да има потреба до нивните места на раѓање, туку во историјната канцеларија на
управата за водење на матични книги во општина Аеродром, ќе може да си ги добијат сите своји потребни документи. Изводот книга на родени, изводот книга на венчани и изводот книгата на починати. Ваква канцеларија до текот на годината предвидено е да се отвори и во општина Карпош. Меѓународен сајм на патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии Инновамак 2017 за прв пат се одржува во Македонија. На сајмот, кој се одржува од денеска до четврток во домот на АРМ, ќе бидат презентирани пронајдоци и иновации на излагачи од 11 земји од светот. Денеска во домот на армијата беше отворен меѓународниот сајм на патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии Инновамак 2017 во организација на Националната асоциација на пронаоѓачи на Македонија, кој е единствениот легитимен представник на Република Македонија во Светската федерација на сојузи на пронаоѓачи. Овој саем, кој прв пат се одржува во Македонија, ќе биде отворен до четврток од 10 до 19 часот, а влезот за сите посетители е слободен. На првиот Инновамак 2017 презентирани се пронајдоци и иновации од 70 излагачи од Кина, Малезија, Руската Федерација, Тајван, Романија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија и Македонија. Мирко Узелац, председател на Националната асоциација на пронаоѓачи во Македонија, истакна дека преку овој саем ќе се отворат нови видици на нашите пронаоѓачи, бидејќи, како што рече тој, Македонија располага со иновативен потенцијал, но не е доволно искористен и афирмиран. Генерално имаме многу добри патенти, имаме наши пронаоѓачи, имаме многу од различни области. Во Македонија има доста иноватори. Тој е еден потенцијал недоволно искористен. Добар дел од тие иноватори и не се јавуваат затоа што некако ова бранша беше малку запоставена. Економската криза е таква да нашето стопанство не може да абсорбира толку иновации колку што ние ги имаме. Порано во некое подобро време, значи имавме многу поголем пазар, иновациите остануваат тука во склоп на тоа многу фабрики, компании големи работеа, може да ги абсорбираат, меѓутоа сега стопанството не е такво. Тоа се помали компании кои што немаат доволно средства за да може да нешто да развиваат или развиваат некоја своја постоечка технологија која што веќе имаат, па развиваат нешто ново, многу тешко се некој прифаќа да го работи. На саемот се представени иновации и патенти од повеќе области, од кои поголемиот дел од областа на електрониката. Ненов Маријан е еден од излагачите на овој саем кој се представува со патент со кој сончевата енергија ја користи за осветлување со сијалица, а понатаму и за електрична енергија. Ова е нов начин на употреба на сонцето. Првенствено, најлесно може да го искористиме за осветлување во дневни услови. Например, сега сме тука во оваа сала, надвор е убаво сончево време, а ние се грееме на струја. Трошиме струја која што може би е произведена и со јаглен, така да дополнително ја загадуваме. А можеме истото ова да го осветлиме едноставно со нашето сонце. Сонцето го на некој начин го собираме и го усмеруваме кон еден кабел, светловоден кабел, и со тој кабел го носиме до одредена локација каде што ни е потребно. Значи можеме да го донесеме овде во оваа сала да осветлиме, а можеме да однесеме и на друго место каде што ќе таа светлина комплетно ќе ја претвориме во други енергии, а тоа е електрична енергија и топлинска енергија. Патентот кој исто така е представен на овој систем, ако има освоено награда надвор од Македонија, е легнатиот полицаец кој останува рамен со патот за возачите кои возат со пропишаната брзина, а за оние кои возат побрзо од дозволеното, тогаш легнатиот полицаец се крева. Златната медалја добивме за нашиот патент, тоа е паметен лежички полицаец. Функцијата на паметниот лежички полицаец е таква што ја мери брзината на возилата што се движат, така да ако возилото се движи со брзина поголема од пропишаната, тогаш паметниот лежички полицаец е исправен и возилата добиваат вообичајната казна, односно потрес или нелагодност која се поминува преку лежичкиот полицаец. Тоа не е случај со возилата што возат со брзина до пропишаната. Во тој случај полицаецот останува рамен со патот и возилото не го осеќа потресот и поминува преку рамен пат и ја нема вообичаената казна.
Се трудиме околу комерцијализацијата и во моментот имаме поставено во наша работилница каде што го тестираме, може да се види функционирањето, значи готов производ имаме веќе. На сајмот Иновамак беше представен и парк кој би ги привлекол туристите, односно сите знаменитости и се она што им е интересно на туристите што го има низ цела Македонија да биде сместено во еден парк. Мојот патент е иновативност, нели, во областа на туризмот. Како да ја представиме Македонија на туристите. Ова е Македонија во минијатурна форма. Овој проект ги опфаќа сите убавини на Македонија. Економски, нели, што нудат економски просперитет, кои се од национална историска вредност. Направен е да може да функционира и некаде подалеку од Скопје, има собствено, нели, затоплување, собствена струја, има собствено прочистување на водата, собствен извор на вода. Македонија се соочува со зголемен број старо население. Според проценките на Обединетите нации, животниот век на македонските граѓани до 2050 година постојано ќе се зголемува, така што тогаш 33% од населението ќе биде над 60 години. Според тоа, потребите на старите лица за социјална и здравствена заштита се повеќе растат и се појавува потреба од вон институционална заштита на граѓаните од трето доба. Со цел да се подигне јавната свест за потребата од интеграција на старите лица во сите сфери на општествениот живот, се спроведува неделата на грижа за старите лица, која се одбележува под мотото "Сите сме нивни деца". Како што информираше денеска генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија Саид Саити, за таа цел ќе бидат организирани бесплатни мерења за шеќер во крвта и крвен притисок, а ќе бидат организирани и креативни и рекреативни работилници. Ќе се спроведат посети на стари лица во нивните домови од страна на волонтери на Црвениот крст и медицински сестри во рамките на дневните центри и центрите за давање помош на старите лица. Изработени се флаери за информирање на старите лица за нивните права од социјална и здравствена заштита. Во одбележувањето на неделата активно се вклучија и членките на мрежата за социјална инклузија на старите лица Инклузива Н. Еден од приоритетите е потребата за отварање на социјални и здравствени сервиси за старите лица во домашни услови. Саити исто така нагласи дека во иднина ќе се зголемува потребата за грижа на старите лица, со оглед на прогнозите кои велат дека во иднина се повеќе ќе старее населението во Македонија. Македонија се соочува со зголемен број на старо население. Со 15% старо население над 60 години на последниот попис од 2002 година, Република Македонија го надминува коефициентот на старо население од 12%. Според статистичките податоци, старото население во 2008 година учествува со 16,6% во вкупното население на Република Македонија. Прогнозите на Обединетите нации се дека просечното траење на животот во Република Македонија континуирано ќе се зголемува и се очекува просечниот животен век во 2050 година да достигне 79,5 години, односно 33% на старо население. Од горе наведеното произлегува дека потребите на старите лица за социјална и здравствена заштита се повеќе растат и како резултат на тоа се наметнува потребата од застапување за развивање на форми за вон институционална заштита кои ќе овозможуваат услуги блиски до корисниците за кои се наменети. Заменик министерот за труд и социјална политика Елми Азири рече дека се работи на изградба на домови за згрижување, така што во Македонија постојат 5 јавни и 25 приватни установи, но се развива и вон институционална заштита преку отварање дневни центри, комбинирани дневни центри и центри за давање помош на стари лица. Старите лица целосно го имат правото да бидат равноправни граѓани, правото да бидат заштитени и поштедени од дискриминација, како и равноправно да уживаат своите човекови права. Сите членови на едно општество се способни да неодреден начин го дадат својот корисен придонес во заедницата. Во моментов земјата спроведува реформи во областа на социјалната заштита и пензискиот систем, што носи главен товар во одговарањето на предизвиците поврзани со трендовите на старење на населението во земјата.
Во однос на старењето на населението, заменик министерот за здравство Гуце Чакаровски вели дека политиките на државата треба да одговараат на потребите на овој тренд и од Министерството за здравство постојано презема мерки за унапредување на грижата за стари лица. Континуирано се реализираат проекти за посета на старите лица во нивните домови и пружање здравствени услуги и здравствена заштита, односно поливалентните патронажни служби од здравствените домови низ целата држава, како во урбаните, така и во руралните и потешко достапни средини, посетуваат стари, изнемоштени и инвалидизирани лица со цел проверка на крвниот притисок, мерење на нивото на шеќер во крвта, давањето совети за здрава исхрана и здрави стилови на живење. Исто така, во финална фаза е акцијскиот план за здраво старење, кој е составен дел од Националната здравствена стратегија до 2020 година, во согласност и како надополнување на целите и активностите на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, во насока на сеопфатно вклучување на аспектите на здравје и благосостојба на населението. Одбележувањето на неделата за грижа за стари лица е поддржана преку Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој во рамки на регионален проект. Одборот за доделување на државната награда Свети Климент Охридски оваа година донесе одлука наградата да ја добијат Венко Андоновски, Наим Алими, Гарабет Тавитијан, Јордан Плеведнеш и Илинденка Петрушева. Наградата на добитниците ќе им биде врачена на 8 декември во Собранието на Република Македонија. Државната награда Свети Климент Охридски за 2017 година во областа на воспитанието и образованието им се доделува на професорот и писател Венко Андоновски и на историчарот Наим Алими. Во областа на културата и уметноста наградата им се доделува на музичарот Гарабет Тавитијан, писателот Јордан Плевнеш и филмологот Илинденка Петрушева. Ова е одлуката на одборот за доделување на државната награда Свети Климент Охридски, согласно Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на Законот за државни награди и Правилникот за работа на одборот, која е донесена седница одржана на 7 ноември, соопшти Министерството за култура. Државната награда Свети Климент Охридски представува највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија. Одлуката стапува во сила од денот на донесувањето и ќе биде објавена во службен весник на Република Македонија. Наградата на добитниците ќе им биде врачена на 8 декември во 13 часот во Собранието на Република Македонија. За прв пат во Македонија од 24 до 27 ноември ќе се организира меѓународен фестивал по саксофон и кларинет Сакслар 2017. Во рамки на фестивалот ќе се одржат и 2 концерти на кои публиката ќе има можност да ги слушне победниците од фестивалот. Од 24 до 27 ноември 2017 година, Детскиот културен центар Карпош во соработка со град Скопје за прв пат во Македонија го организираат единствениот фестивал кој е со награден фонд Меѓународен фестивал по саксофон и кларинет Сакслар 2017. За прв пат во Скопје и Македонија ќе се одржи меѓународниот надпревар за саксофон и кларинет во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Членови на жирито се светски прочуените саксофонисти и кларинетисти Стојан Димов, Детлев Бансман, Матијас Древеншек, Матијас Мулер, Нинослав Димов и Огнен Поповиќ. За победниците се предвидени вредни награди. Исто така на задоволство на скопската публика ќе се одржат 2 концерти во Детскиот културен центар Карпош. На 25 ноември од 20 часот концерт ќе имаат странските и домашните гости со пијано соработка со Маја Поповиќ, додека на 26 ноември концерт ќе имаат победниците на надпреварот со почеток во 18 часот. Влезот е бесплатен. Фокусот на новата локална власт во општина Аеродром, предводена од градоначалникот Златко Марин во следниот 4-годишен период, е изградба и доградба на детски градинки и училишта. Во продолжение следува интервјуто што го водеше колишката Андријана Стојчевски. Гостин во Урбаните вести е градоначалникот на општина Аеродром, господинот Златко Марин. Добро дојдовте. Добро дојдов.
Најпрво да ви честитам за победата и се надевам дека до крајот на вашиот мандат, односно после 4 години, ќе ја оправдате довербата на граѓаните на општина Аеродром. Ви благодарам за честитките. После 4 години ќе се видиме пак, ќе видите дека ќе оправдам довербата. Така. Кога дојдовте на вашата функција, во каква состојба ја затекнавте општина Аеродром? Општина Аеродром е една од најурбаните општини во Македонија. Меѓутоа ја затекнавме со многу депонии, со сообраќаен хаос, со слаба водоводна мрежа, со немање на капацитет во градинките, уствари една запоставена веќе општина. Дали ќе ги довршите тековните проекти кои се започнати од претходното раководство? Па се што е во интерес на граѓаните ќе продолжиме и ние да го спроведуваме понатаму, меѓутоа тоа што не е во интерес, како што беше договорот за тениските игралишта, нормално дека ќе прекинеме соработката. Во тој договор конкретно му се даваше на услуга на еден стопанственик 7000 квадрати земјиште, ослободен од комунали, купено земјиштето за да направи 6000 квадрати деловен простор и 1000 квадрати тениски игралишта. Тоа не може да биде во интерес на граѓаните, затоа што граѓаните на Аеродром ќе имаат само еден ден во месецот да ги користат тие терени, а концесијата ќе беше на 35 години. Дали е потребно според вас да се направи некои измени во работењето на општина Аеродром, во функционирањето на општината? Па сигурно сум дека требаат измени, затоа што тоа го бара и граѓаните на овие избори и го покажа. Аеродром беше една нетранспарентна општина, така се носи и деталните урбанистички планови и беше далеку од граѓаните. Ние ќе поставиме нов концепт на работа, што веќе во овие месец дена го спроведуваме. Тоа е општината да биде поблиску до граѓаните, градоначалникот да биде блиску до граѓаните. Покрај редовните средби што ги правиме во општината и отворениот ден за граѓаните, правиме средби и надвор од општината. Се ближи крајот на 2017 година, дали сигурно, односно имате план, кои проекти ќе ги започнете до крајот на годината, што ќе се реализира до крајот на оваа година? Минатата недела со одлука на Советот имаше измени во планот за јавни набавки и веќе до крајот на оваа календарска година подовите во училиштето Лазар Ангеловски и Љубен Лапе ќе бидат променети. Се изработи акцијски план за чистење на депониите и нормално ќе спроведеме се до тоа до крајот на оваа година. Кои се проектите што се предвидени да се реализираат во следната година, односно наредната 2018 година? Што ќе работите тогаш? Па веќе ќе отпочнеме можеби и оваа година со проширување на градинката Буба Мара. На крајот на оваа година или почетокот на наредната, патот, тоа се како капитални објекти, како капитални проекти, потоа патот Јурумлери до Драчево во Долно Лисиче, што е во катастрофална состојба. Аплициравме за уште 2 градинки за проширување во соработка со Министерството за труд и социјална политика и еден затворен базин во едно од основните училишта. Добро. Еве денес имавте односно една активност, нели ќе отварате канцеларија за матични книги на родините, ќе ни кажете подетално. Како што кажав претходно, институциите мора да бидат поблиску до граѓаните, за да ги немаат тие малтретирања, одење по шалтери во други општини и за да извадат матична книга, тоест извадат матичната книга на родените или венчаница или умреница. Заедно со директорот Јого Котевски направивме напори да отвориме канцеларија и во нашата општина. Луѓето ќе можат кај нас да аплицираат за извод, да не одат никаде по другите институции. Кога ќе биде изготвен изводот, ќе им се јават на телефон да си го подигнат. Така, сметате дека тоа ќе биде добро за граѓаните на општина Аеродром? Па се што е поблиску до граѓаните сигурно е многу подобро. Значи ние треба да бидеме услужна дејност на граѓаните. Ние сме во услуга на граѓаните. За да не се малтретираат граѓаните, ние им го овозможуваме тоа да им биде во нивната општина. Добро. Што е потребно да се направи во делот на инфраструктурата? Рековте и во текот на вашата кампања, нели, имавте доста проекти, меѓутоа еве ќе ни кажете во делот на инфраструктурата што ќе работите? Во соработка со градот Скопје, прво ќе мора да ја подобриме водоводната мрежа, затоа што во високите зони во Аеродром има недостиг на притисок и вода нема од 6 спрат нагоре. Тоа е едниот дел што ќе се работи на тоа во соработка со град Скопје. Вториот дел е проширување на
на булеварите, т.е. пробивање на булеварите, посебно за булеварот Асном, кој би поминал преку Вардар и би се вклучил кај Континентал, со што би се намалил сообраќајниот метеж. Ако се намали сообраќајниот метеж, нормално тоа се подобри услови за живот на граѓаните, како и помали гужви на сабајле, почист воздух и сето тоа. Општина Аеродром започна со чистење на дивите депонии. Што конкретно ќе се чисти и ќе ни кажете нешто повеќе за најавената голема екоакција што е во соработка со градот Скопје? Во Аеродром има во моментов 4 големи депонии. Ако зборуваме тоа големи, се значи пространство од по 200-300 метри, по висина по 2-3 метри, значи депонии што со години се толожиле. Отпочнавме со чистење на истите, ќе треба време за истите, меѓутоа ќе треба и соработка од граѓаните или од сите фрлачи на шут во тие депонии. Помалите депонии се околу 15, тие за најбрз можен рок, мислам, за 15 на дена ќе бидат изчистени. А во врска со акцијата што е во соработка со град Скопје, офатени се сите јавни предпријатија од градот Скопје и во општините, значи вработените во истите со механизацијата ќе се оди на генерално очистење на целиот град. Од депонии, од паркови, од чистење на тротоари, од прскање на тротоари, значи почнувајќи од општина Сарај, сите општини по 2 дена ќе учествуваат во чистењето на истите. Околу 1000-1500 луѓе ќе учествуваат во оваа акција, резултатите ќе ги видиме за 20 на дена. Во делот на образованието, што е она што ќе го направите? Ќе има ли изградба на нови училишта, на нови градинки, бидејќи нели знаеме дека проблемот во Скопје па и во цела Македонија е нели недостиг на слободни места за дечињата во детските градинки? Пред малку напоменав, значи ќе отпочнеме веќе со проширување на Бубамара, градинката, со што ќе се зголеми капацитетот, да, недостиг има, и тоа е горли проблем во Аеродром, па и во другите урбани општини. Во текот на мандатот имаме планирано уште зголемување на уште 2 капацитети, што може би уште едниот ќе биде уште на веќе наредната година, и изградба на 2 нови градинки. Училиштата ќе се грижиме за училиштата за да бидат нели во функционална состојба, имаме помош предвидено веќе од септември на наредната учебна година за секој првоодделенец по 3500 денари за да се олесни почетокот на учебната година. Обезбедувањето и во градинките и во училиштата ќе падне на товар на општината, а не како досега на товар на граѓаните. Дали остануваат униформите на децата во училиштата, бидејќи кружат некои информации дека ќе ги укинете овие униформи? Околу ова нешто повеќе? Информациите кружат, меѓутоа дека сега се направи веќе нацрт буџетот, предвидени се средства за наредната година за униформите. Дека има поделено мислење меѓу родителите, дали требаат униформите или не требаат, го има. Меѓутоа ние ги предвидовме средствата, сигурно ќе биде подобар квалитетот на истите, на униформите мислам, а меѓутоа до текот на наредната година ќе се направи истражување со кое ќе видиме дали навистина родителите ги сакаат униформите или не. Меѓутоа сега се предвидени и не се укинати, како што беше пласирана информацијата. Така, значи тоа се неточни информации. Неточни. Кои се покрупните зафати што планирате да ги реализирате во текот на следните 4 години, да наброиме, да кажеме, да ги запознаеме повеќе нашите гледачи за што ќе работите, што ќе добијат нешто? Општина Аеродром е, мислам дека единствената општина во Македонија што нема сопствена општинска зграда. Еден капитален објект ќе биде тоа сигурно и што ќе се реализира во овие 4 години. Втората работа е гасификацијата на општина Аеродром во соработка со владата на Република Македонија и градот Скопје и поврзување на сите јавни установи со истата. И третата работа е културниот центар, мултикултурниот центар што ќе треба да се изгради во општина Аеродром. Тие 3 работи се клучни што мора да ги се капитални што мора да ги реализираме во наредните 4 години. Јас се надевам дека граѓаните на општина Аеродром ќе бидат задоволни од вашето работење и еве би сакала да ни кажете како ја замислувате општина Аеродром после 4 години, односно на крајот на вашиот мандат. И јас се надевам дека ќе бидат задоволни, а ја замислувам како модерна, урбана, чиста општина, поблиска до граѓаните. Општина со која ќе работат граѓаните, а градоначалникот и членовите во советот само ќе бидат нивна услуга.
Градоначалник, јас се надевам дека ги запознавме малку повеќе околу работењето на општина Аеродром и вашите планови што ќе се гради во текот на вашето работење и ви не ми преостанува ништо друго освен да ви се заблагодарам за гостувањето. Ви благодарам на вас за поканата. Благодарам. Неколку скопски општини утре ќе останат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје по соопштение добиено од Ивана Македонија информира дека утре делови од општините Киселавода, Карпош, Саре и Студеничани ќе останат без електрична енергија. Во периодот од 8:30 до 11 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Студенчанска во општина Киселавода, како и дел од корисниците од село Шишево во општина Саре. Во периодот од 8:30 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улица Никола Парапунов број 3 и број 5 во општина Карпош. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците 1, 6 и 7 во село Батинци во општина Студеничани. Во наредните денови следува период на стабилно и суво време со ниски утрински температури. Утринските и дневните температури ќе бидат во постепен пораст, па веќе во четврток дневната температура ќе достигне 18 степени во југоисточните делови, велат од управата за хидрометеоролошки работи. И пред да се одјавиме уште една информација. Македонската филхармонија во петок ќе одбележи 73 години од постоењето. По овој повод го најавува концертот Среќен ти роден ден. На концертот ќе му претходи куц ретроспективен осврт на историјатот на Македонската филхармонија на музикологот Марко Коловски, а ќе биде најавена искоришната изложба на фотографии Маестро, посветена на најзначајните диригенти на Македонската филхармонија. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.